Со доаѓањето на пролетта се зголемува и бројот на пациентите кои што бараат медицинска помош заради убоди од крлежи и други инсекти. Периодов потребна е поголема заштита од надворешните услови, бидејќи се повеќе време луѓето поминуваат надвор. Избегнувањето на подрачја со крлежи се најголема заштита од овие инсекти, но доколку забележите крлеж на вашата кожа, задолжително побарајте стручна помош, апелираат лекарите. Доктор Иван Аргиров, специјализант по општа хирургија во Кумановскиот ургентен центар, посочува дека не секое каснување од крлеж значи дека ќе дојде до инфекција, но постои ризик. Затоа граѓаните треба да направат само преглед по враќањето дома од движењето во природа. За ризикот од каснување од крлежи, превенција и навремено лекување, повеќе детали од доктор Аргиров. Со разубавување, затоплување на времето, луѓето се повеќе излегуваат надвор и користат зелените површини и се изложени на ризик од каснување убот од крлежи. Најпрво би сакал да кажам дека крлежи тоа се паразити, се исхрануваат со крв. Од глодари, од домашни животни, од човек, но тие се вектори, преносители на инфективно заболување. Значи, не секој каснување од крлеж може да ни предизвика на нас некоја инфективна болест. Само оние крлежи кои се заболени, кои се инфицирани, било од вирусна или бактеријска патологија, може да ни пренесат при нивно каснување, може да ни пренесат одредена инфекција. Најчесто станува збор за заболување на крлеж од бактерија од родот Борелија и при нивно каснување на еден таков инфициран крлеж може да ни предизвика лајмска болест, односно лајмска борелиоза. А најчесто пациентите доаѓаат за отстранување на крлеж. Ние им го отстраниме, им даваме понатаму насоки што треба да направиме. Најчесто и крлежи што ги отстрануваме и ги упатуваме на инфективно оделение да проследиме дали тие се заразени или не се заразени. Значи нашиот совет е да не пробуваат сами да го отстранат крлежот, иако гледам дека по социјални мрежи се повеќе се пласира дека треба и како на кој начин пациентите сами да го отстранат. Мој совет, нашиот совет е да дојдат и да побараат медицинско стручно лице. Ние целиот крлеж ќе го отстраниме, но често доаѓаат и пациенти кои дел од крлежот им останал, значи пробале сами да го отстранат и поради тоа ние треба со мала хируршка интервенција да го отстраниме останатиот дел. Секој дежурство, секој ден сигурно имаме по 5-6 пациенти. Значи со разубување, затоплување на времето, кога што кажав, се повеќе луѓе доаѓаат, сезоната трае некаде, додека трае топлото убаво време, но најчесто средина, почеток на октомври, значи имаме пациенти со каснување кои се јавуваат поради каснување убот од крлеж. Полициски службеници викендов лишиле од слобода 32 годишен кумановец, информираат од секторот за внатрешни работи. Според полицијата, тој бил приведен по пријава дека во угостителски објект физички нападнал 29 годишен жител на кумановското село Долно Којнаре. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението на СВР Куманово. Во чест на 8 на загинати припадници на полициските безбедносни сили во настаните на 9 и 10 мај 2015 година во Кумановско диво населје. Викендов беше одржана панихида во соборниот храм Свети Никола, а потоа пред спомен плочата во кругот на секторот за внатрешни работи Куманово беше положено цвеќе и повторно отворена книга на жалост за Љубиша Арангеловиќ, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самојлов, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ. На одбележувањето на 11 годишнината организирано од синдикалната организација на Синдикатот на полицијата на Македонија СВР Куманово присуствуваа министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, државниот секретар на МВР Сашо Петрушевски, раководството на СВР Куманово предводено од началникот Никица Петрушевски, двата полициски синдикати во МВР, делегација на братскиот синдикат на српската полиција, представници на општината. Во чест на загинатите бранители во спортската сала на училиштето Перо Наков беше организиран меморијален турнир во фудбал насловен Хероите живеат вечно и доделени неколку плакети и благодарници, а вчера се одржа и меморијалниот велосипедски круг, кога во 7 часот изутрина група граѓани со велосипеди тргнаа од влезот на Куманово во правец кон Скопје со крајна дестинација Гостивар. Инаку спомен обележјето на жртвите од диво населје во кругот на СВР Куманово беше поставено
отворено во август 2023 година, а подоцна во централното градско подрачје беше насликан и мурал посветен на специјалната единица Тигри. Инаку за настаните на 9 и 10 мај 2015 година од 37 обвинети за тероризам и терористичка организација, 33 лица беа осудени за делата, а за 4 лица е донесена ослободителна пресуда. Хероите живеат вечно е фраза која што често се користи не само на овој ден, туку на сите овие денови кога се подсеќаме на луѓе кои го дадоа својот живот за Македонија. На луѓе кои што не се вратиле дома, луѓе кои што не ги израдувале нивните најмили со нивното физичко присуство, луѓе кои што биле чекани од нивните семејства, но луѓе кои што за разлика од нас дале се, за денес ние да увршуваме ова кое што го имаме, а тоа пред се и над се е наша домова Македонија. Никогаш не ги забораваме, споменот нивни нека е стремеш за како да оставиме подобра Македонија од тоа кое што ние денес се желееме за нашите деца. Хероите живеат вечно. Слава им! Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре во периодот од 8 часот и 30 минути до 14 часот и 30 минути без електрична енергија ќе бидат корисниците од улиците Боро Прцан, Сава Ковачевиќ, Србо Томовиќ, Милан Лисица, Осогова, Осоговска, како и дел од улицата 11 ноември. Прекини во снабдување со електрична енергија ќе има и задутре. Според најавата, во среда во периодот од 6 часот до 6 часот и 30 минути без струја ќе бидат населбите Перо Чичо, Карпош и индустријската зона, дел од улицата Моша Пијаде, како и дел од булеварот Октомвриска револуција спроти Бравокеј. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 14 часот и 30 минути во среда без напојување со електрична енергија ќе бидат основното училиште Христијан Карпош, корисниците од улиците Милентие Поповиќ, Радко Митровиќ, Радое Димиќ, Веселин Маслеша, Бранко Радичевиќ, 30 јули, Иво Андрич, Стево Филиповиќ, Михајло Пупин, Будимир Димковски, Руѓер Бошковиќ и Благој Пецаклија. Хуманитарното здружение Мајка од Куманово утре ќе организира јавна дебата на тема женско лидерство како огледало на заедницата, која ќе се одржи во Занајчискиот дом. Целта на дебатата е да се отвори поширок диалог за учеството на жените, особено оние од руралните заедници во процесите на локално одлучување и креирање политики. Организаторите информираат дека представници на локалната самоуправа и жени од локалните заедници ќе споделат искуства, предизвици и конкретни предлози за подобрување на соработката меѓу институциите и жените, со посебен акцент на жените од руралните средини. По повод неделата на медицинските сестри акушерки, Power Team во соработка со Сдруженијето на медицински сестри Куманово организира хуманитарна крводарителска акција со цел да се поттикне хуманоста, солидарноста и свеста за значењето на дарувањето крв. Акцијата ќе се одржи утре во просториите на модуларната болница во периодот од 11 до 15 часот. Организаторите упатуваат отворен повик до сите хумани граѓани да се приклучат и со еден гест да помогнат во спасување човечки животи. Представата Чичко Кумплук според пиесата Прирачник за самоуништување од Сашко Насев во режија на Јани Бојаджи е новата премиера на Театар Куманово која ќе биде одиграна в среда во 20 часот. Во представата играат Мирослав Петкови, Кети Дончевска Илиќ, Давид Илиќ, Александра Михајловска Величковски, Владанка Крстевски, Владо Дојчиновски, Дубравка Киселички, Жарко Јовановиќ. Проектот е дел од програмата поддржана од Министерството за култура за 2026 година.